Од модернизација на инфраструктурата, побрз премин и царинење на границите до полесен трансфер на струја и газ. Можностите за соработка на Македонија со Косово се многубројни. Премиерот Мицкоски во интервју за Косовската национална телевизија посочи дека двете земји треба час поскоро да ја искористат географската предност што се наоѓаат во срцето на Балканот, за да ги изградат патиштата, да го скратат времето на патување не само меѓу двете земји, туку и кон трети држави. Мицкоски истакна дека особено заедничкиот коридор 8 е клучен за НАТО алијансата. Ценам дека како два соседи, ова можност, ова предност која што ние имаме географска, може да придонесе и за двете земји подеднакво. Посебно во системот на снабдување, односно ланецот на снабдување, со што драматично може да се намалат цените, но истовремено и да се забрза комуникацијата и да се забрза движењето и соработката помеѓу двете земји, но и соработката помеѓу двете земји и трети земји. Македонија и Косово во Приштина потпишаа протокол за заеднички граничен премин, каде што ќе се намали времето на чекање за премин во соседната држава. На овој начин, вели Мицкоски, ќе се забрза транспортот на луѓе и стоки. Дополнително, приоритет за премиерот била и изградбата на интерконектор за газ со Косово. Откако ќе се реализира гасниот интерконектор со Грција, Мицкоски во интервјуто посочува дека газот може да се транспортира и на Косово, доколку двете земји се поврзат на овој начин. И можеме да оствариме исклучително квалитетна комуникација на овој план. Односно, гасот кој што дел ќе завршува кај нас дома, дел ќе завршува и овдека во Косово, имајќи предвид дека употребата на газ тука е многу помала. Зошто е тоа така? Поради, претпоставувам, големите количини на јаглен, но имајте представа дека од 1.1.2026 поради планот за раст ќе мора сите компании кои што извезуваат во Европска Унија да користат електрична енергија која што е произведена од така наречена зелена енергија. Косовската јавност беше заинтересирана и за нефункционирањето на балансерот. Мицкоски во интервјуто објаснува дека балансерот бил се само не алатка за правична застапеност на етничките заедници. Во минатото луѓето се пишувале како македонци, албанци, турци и други, само за да се вработат во администрацијата согласно огласите за работа, кои барале да се дел од определена етничка заедница. За да се надминат слабостите, работна група составена од експерти ќе изнајде ново законско решение кое нема да биде спротивно на уставот.